проект во кој ни се вика трговија со луѓе преку малолетнички бракови, со кој што спремаме театарска представа, која исто така ќе се вика трговија со луѓе преку малолетнички бракови. Дел од населението и општино некои сметат дека малолетничките бракови се традиција, а всушност тоа е еден вид на трговија со луѓе. Преку театарската представа сакаме да прикажеме како некои родители своите деца ги продаваат за пари и да пробаме некако да се намали нештото, ако не скроз, ама барем малку. Затоа што кога ќе ги омажат нивните ќерки за пари, тие не можат повеќе да одат на училиште, не можат да го продолжат нивното образование и мораат да седат дома со нивното семејство. Театарската представа ја напишавме сите заедно што сме во организацијата и едноставно сите дававме идеи и некако ја потполнувавме и така ја напишавме драмата. Со кампањата Еден клик до робство, еден до слобода, започнуваме со создавање на лажна веб страна, поточно туристичка агенција, наречена Safe Travel, иронично буквално значи Safe Travel, каде што имаме дадено едно бесплатно патување, единствено нешто што треба да го направат луѓето за да можат бесплатно да патуваат во Италија и да се пријават, поточно да остават некои своји лични податоци. Целта ни беше да видиме најпрво колку луѓе би се пријавиле на нешто вакво, а подоцна на некој начин со тоа што ќе видиме колку луѓе се пријавиле, наистите да ги информираме за трговија со луѓе, поточно што можеше да се случи доколку ова се случеше на некој друго место со некои други луѓе. Дојдовме до податоци дека доста многу луѓе се пријавија, поточно имавме 1500 регистрирани. При самото регистрирање се покажуваше што точно е нашата работа, дека се работи за кампања преку отворена порта Млади во акција. Тука беше све укажано и напишано што всушност они направиле. Уствари колку малку требало они да направат за да се вовлечат во трговијата со луѓе. Поточно се ова беше напишано во регистрационата форма, поточно под правилата и условите. Сега тука идеја ни дојде со тоа што сите знаеме како, еве и јас од самата сега кога се почнувам, дека никогаш не ги читам правилата и условите. Значи се знае дека во правилата и условите мора секогаш да биде точно напишано за што се согласуваме. Сега тука беше работата каде што имавме точно објаснето ние што правиме, што ни е нашата цел и нашата поврзаност со кампањата, поточно со отворена порта. Времето беше скратено, имавме дадено само 7 дена. Така на некој начин остававме таа временска рамка за да не може да размислуваат побрзо. Поточно да размислуваат баш побрзо и веднаш да се регистрираат. Да не викаат леле дај ќе прашам кој е овој да прашам кој е оној. А тоа е една тактика која што ја користат исто така и трговците со луѓе.